моје излагање сакам повеќе се допирам до одредени теми, отколку што ги заокружувам, повеќе би сакал да предизвикам интерес и размислување и дискусија, отколку што е нешто заокружено. Исихазмот како предание на внатрешното царско есхатолошко свештенство. Свето предание е она што може да се вложи во човекот и таму да остане вечно, заедно со човекот кој бива преобразен од истото, кој самиот станува предание. Свето предание е предавањето на полнотата на благодата на Светиот Дух, предавање на Богочовекот Христос. Постои предание кое е потребно колку да функционираме како црква во овој свет, кое воопшто не е неважно, но ако го немаме усвоено вечното предание, сигурно временото ќе ни стане идол. Например, правиме идол, односно се поистоветуваме со последните слоеви на национална самоидентификација, црковно-административното организирање, првенството по чест, сватено како власт и со многу други појави на очиглед штетата од тоа поистоветување. Општо сватено, исихазмот, односно молитвеното тихување на умот во нашето срце, внатре во Царството Небесно во Бог, е единственото непрелесно предание, како и начин на активирање на вечното предание, што се пренесува во црквата. Тоа е предание на внатрешното царско есхатолошко свештенство. Тоа е преданието на Богородица, тоа е Христовото предание и тоа е преданието на светите апостоли. Тоа е предание што единствено во црквата Божја преку Светиот Дух се пренесува и поради кое црквата и светот постојат. Но да одиме поред. Суштината на светото предание е заедница и личниот однос со Бог Света Троица, во полнотата на неговата несоздадена благодат, како и заедницата и личните односи меѓу нас самите во црквата, во Христос. Преданието е неразделно, нема личен однос без заедница во полнотата на благодата, ниту полнота на благодата без заедница и личен однос. Личниот однос со Бог ни овозможува вистинско познание на Бог, кој што е преточено во вистините, односно догмите на верата, а полнотата на благодата ни го овозможува извршувањето на светите тајни, како и учеството во нив во црквата. Нема учество во светото предание на црквата, заедницата на верните како тело Христово, без редовно учество во Светата Евхаристија. Светата Евхаристија е онтолошки центар и извор на светото предание. Антрополошкиот центар на преданието, каде што се случува нашата благодатна заедница и личен однос со Бог, како и заедницата и личните односи помеѓу нас самите, и каде што е вложена полнотата на Божјата благодат е нашето духовно срце. Затоа и Христос вели: блажени се чистите по срцето и тие ќе го видат Бог. Значи ќе го видат, тоа спознаат лично Бог, тие што ќе си го очистат своето срце од страстите, преку исполнување на Божите заповеди, тоа тие што ќе активираат благодата на крштението во своето срце. Таквите луѓе ќе може да бидат и автентични преносители на светото предание. Онтолошкиот и антрополошкиот центар на светото предание се проземаат и стануваат едно во црквата, во Богочовекот Исус Христос. Зошто активирањето, тоа е пројавувањето на благодата на крштението од нашето срце ни го овозможува познанието на Бог. Затоа што тоа пројавување ни го покажува местото на срцето и ние можеме молитвено да ја насочиме енергијата на нашиот ум внатре во него, во Царството Небесно кое е внатре во нас, и тамо лично да се сретнеме и благодатно соединиме со Царот Небесен, со Бог. На сето ова не учат и списите на светите оци и монаси, напишани од личен опит, покрај се и затоа светото или апостолското предание се нарекува и светоотечко предание. И да резимираме, целото суштинско предание на црквата се сведува на преданието на умносрдечната молитва, кое се нарекува и предание на внатрешно царско и есхатолошко свештенство за спасение на светот. Единствено нешто во црквата што не може да се научи и знае со читање книги, со студирање на универзитети и стекнување на дипломи и звања. Единственото нешто што се раѓа од самата црква, од самата нејзина литургија, нашиот единствен, суштински и неодземлив идентитет и вечен темел за кој било друг идентитет. Ако сето ова е вака и ако се провериме со светото предание, т.е. го споредиме со се она што ние го правиме денес, се поставува прашањето чие предание им пренесуваме ние на луѓето во црквата.
Божјото, апостолското и светоотечкото или некое наше човечко? Вечното предание или само временото? Заедница и личен љубовен и слободен однос со Бог, како и со нашиот ближен, и начинот на кој тоа треба да го оствариме, или само некакви правила, ритуали и народни обичаи кои често заличуваат на магиски. Затоа што многу е нејасна и тенка границата помеѓу човечкото и демонското предание, а многу пати се испреплетуваат и мешаат. Дури ми е и незгодно да наведам конкретни примери од прилика се што не може да се внесе во литургијата на црквата, или се што отпосле се обидува да ја омаловажи или негира, како и се што предизвикува поделби, а ние го правиме човечко-демонско предание. Пред да преминеме на темата за умносрдечната молитва, тој за исихазмот како предание на внатрешното новозаветно и царско и ескатолошко свештенство, потребно да се освести и да се знае разликата помеѓу поимите ум и разум. Согласно христијанската антропологија, човекот е створен со душа и тело. Човековата душа се состои од 3 сили: една словесна ум и 2 безсловесни волја и желба. Центар на душевните сили е духовното срце на човекот. Сите овие сили треба да функционираат во согласено, во спротивен случај човекот не може да се смета за потполно психички здрав. Често покрај ум се спомнува и постоење на разум. Што е разум? Многу е битно од духовен и од психолошки аспект да се прави оваа разлика. Умот има една енергија со своји 2 функции, примарна и секундарна. Примарната функција на умот се остварува кога тој својата енергија ја насочува во лична и директна комуникација со Бог, додека пак секундарната функција на умот се остварува кога умот со својата енергија комуницира со овој свет. Секундарната функција на умот се нарекува разум. Различна е храната на умот од храната на разумот и различно е знаењето на умот од она на разумот. Природно храна на умот е заедницата со Бог, додека пак храна на разумот е во земното теоретско образование, како и опит, од која бил област на науката и културата, па дури и на теологијата, како и од разните вештини. Знаењето на умот е познание на Бог како просветленост или обоженост, додека пак знаењето на разумот самото по себе е само теоретско знаење и знаење од практичниот опит во земните науки и вештини, од културата, како и од теологијата. Разумот може да се стекне со духовно знаење, од опитот во православниот духовен живот, и тогаш тој станува духовен. Што е битно за еден христијанин? Прво треба паралелно со хранењето на разумот преку сетилата, кој е едноставно неизбежно во овој свет, да се храни умот преку соединување на неговата енергија со несоздадената благодат, односно енергија Божја, што е суштинско значење за човековиот духовен развој и исцеление на душата. Погрешно е разумот да се прехранува само со световни знаења, а умот само да се подхранува. И второ, постои реална можност за просветлување и на разумот, кој се случува со просветлување на енергијата на самиот ум преку несоздадената божествена светлина, од подвигот во умносредечната молитва, како и од подвигот во чистување на срцето од страстите преку исполнување на заповедите Божји. Клучна грешка на човекот е што цело време енергијата на умот ја насочува кон светот, ја користи само секундарната функција на умот, и тоа најчесто да ги задоволи своите страсти, наместо за исполнување на Божјите заповеди, а ја запоставува примарната. Како можеме да го забележиме тоа? Го гледаме од времето кое се одвојува за молитва. Колку човек се моли, толку има покаяние. Комуникацијата со светот само преку непреобразениот разум и сетила го претвара светот во еден куп мртви идоли, нешто од кое што луѓето мислат дека зависат и без кое што мислат дека не можат, без оглед дали тоа свесно го сакаат или не. И истовремено представува и соодветно страстено поврзување и заедница со мртвите идоли на овој свет, без оглед на тоа каква форма и кој име тие го носат, како и робско служење ним, наместо слободно и љубовно служење на Бог. Значи, се она и најблиското и највредното, кое преку разумот и телесните сетила човек ќе го постави како приоритет во својот живот, тоест острастено ќе се поврзе со истото, пред превасходната заедница и познание на живиот Бог, е мртов идол и непремостлива пречка за единство со живиот Бог.
Следствено, кој нема заедница со Бог, нема ни вистинска заедница со самиот себе, со своите ближни, со светот околу себе, и останува душевно болен, свесно или несвесно, а она, за кој што се бори, всушност го руши. Добар пример за ова е поистоветувањето со нацијата, државата или партијата, наместо пастирскиот однос кон нив. Па на крај се чудиме зошто сето тоа за кое се бориме, го губиме пред нашите очи. Просто човек се поистоветува со својот идол и престанува да биде преносител на Божјата благодат во овој свет. Затоа, и да го заокружиме овој дел, ако човек функционира само со секундарната функција на умот, а тоа значи само со разумот во овој свет и бидејќи духовно раслабен и се уште непреобразен како што треба, овој свет ги поттикнува страстите во него и го заробува во таа комуникација. А колку повеќе човек ќе вклучи примарната функција на умот, тоест директната комуникација со Господ, и колку преку секундарната функција ги исполнува заповедите Божји, толку овој свет губи на сила да ги буди страстите во него и толку повеќе може да го види како создадиен Божји и како Отце на неговата слава. На овој начин се надминува дуализмот помеѓу примарната и секундарната функција на умот, а човекот, како што тоа убаво се именува во Светата Евхаристија, стекнува духовен разум. Добивањето на дарот на умносрдечната молитва е знак дека дуализмот во човекот е надминат. Енергетско и сигнално расстройство. Нашето духовно срце е благодатен центар на нашите лични средби, како и прецизен примопредавател на сите лични комуникацијски енергетски сигнали. Затоа не треба да си дозволиме да влеземе во енергетско и сигнално расстройство. Свети Григори Палама го утврдил и појаснил православното учење за разликување на човечката создадена енергија од божествената несоздадена енергија. Кога нашата енергија насочуваме кон Бог Света Троица, тој со својата несоздадена енергија преобразува нашата создадена енергија. Преобразувањето во Христос и нашиот личностен однос со Него е наша главна цел. Сепак, за нашата создадена енергија да биде преобразена, треба собрано и целосно да биде насочена кон Бог, а не расеано. Нашиот ум ја насочува преку собраната молитва својата енергија кон Бог во своето срце и така ја остварува својата примарна функција. А исто така и преку исполнувањето на Божите заповеди ја насочува својата енергија кон Бог и така ја остварува и својата секундарна функција. И во двата случаи учествуваат сите душевни и телесни наши сили, целиот човек се преобразува, и душата и телото. Затоа и така е напишано во законот: возлюби го Господа, својот Бог со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сета своја сила, и со сите своји мисли, и својот ближен како себе си. Запамтиме убаво. Основна предпоставка на нашето преобразување е целосно насочување на севкупната наша енергија кон Бог, а не делумно или расеано, или неодредено насочување, како што од лоша навика и незнаење ние правиме. Главен плод на гревовноста е расејување на нашата енергија. Ништо ново не кажувам, туку го повторувам и малку да објаснувам учењето од Свети Григори Палама и на светите оци на црквата. Еве неколку примери. Најважно нашата енергија да насочиме кон единствениот вистински Бог, Света Троица, затоа што единствениот вистински Бог е несоздаден, така што кога нашата создадена енергија ја насочуваме кон Неговата и кога стапуваме во заедница со Неговата несоздадена енергија, да може да се случи наше преобразување. Не може создадено да преобрази создадено. Немаме ли личен однос со вистинскиот Бог, се наоѓаме во енергетско расстройство. Ако примиме погрешна информација и со тоа ја отфрлиме вистината, како и Божјата енергија што е нејзин носител, повторно ќе се најдеме во енергетско расстройство. Например, која било наша самоидентификација што е спротивна на нашиот христијански идентитет, е примена погрешна информација и енергетско расстройство. Или наедноставно, се на кое што во нашиот живот ќе му дадеме предност пред Бог, тоа е се што ќе ни стане идол, самите себе, семејството, функцијата, богатството, народот, државата и што било, не внесува во енергетско расстройство. Исто така, ако на нешто што не е Бог ја засноваме нашата сигурност и безбедност, ние се наоѓаме во енергетско расстройство. Ако откако преку светите тајни станеме членови на црквата, не го ставиме умот во процес на исцеление преку послушание кон Духовниот Отец, ние се наоѓаме во енергетско расстройство.
Исто така, ако нашата молитва не ги опфаќа сите луѓе, па дури и непријателите, ние се наоѓаме во енергетско растројство. Постои целосно насочување нашата енергија кон Бог дури само како намера. Например, наутро штом станеме, целата наша енергија како намера треба да биде насочена кон Бог до крајот на денот. Се што правиме, се што мислиме и се што чувствуваме, се да биде посветено на Бог. Се да правиме по Божја волја и во Божја слава. Така што и најобичните работи да ни станат богослужба. Може и да не успееме во стварност тоа да го постигнеме, но многу е важно во намера да постои тоа тежнење во нас. Немаме ли добра намера, се наоѓаме во енергетско растројство. Потоа, кога бараме само човечка правда и вината ја лоцираме во другите, надвор од себе, тогаш исто така ни се случува енергетско растројство. Поголемиот дел од нашата енергија, сакали или не, го насочуваме кон оној што го сметаме виновен за несреќата што ни се случила. Остатокот од нашата енергија го трошиме на погрешни сигнали кон духовниот свет, кон другите луѓе, кон природата околу нас. Ако нешто енергија и ни остане да се помолиме, насочуваме кон Бог во некој неодреден правец. Ако вината не ја лоцираме во себе, преку првенствено барање на Божјата правда, тогаш немаме целосна енергетска молитвена насоченост кон Бог во нашето срце, туку се наоѓаме во енергетско растројство. Или друг пример за монасите. Ако монахот не умре за овој свет, односно ако не ги сруши сите мостови зад себе, напуштајќи го светот, тоест ако си остави каква било стапница во вид на пари, собствен имот, телефонска или интернет комуникација, или кој било вид комуникација со светот, или гради паралелен однос внатре во манастирот, спротивен на благословениот ерархиски однос, како и ако не го стави умот во процес на исцеление преку послушање кон духовниот отец, а се това заедно до добивање на дарот на умносрдечната молитва, тогаш ништо од монаштво и од умирање за светот. Таквиот монах се наоѓа во енергетско растројство. Единствено целосно насочување на нашата енергија кон Бог може да ни донесе преобразување и премин од смрт во живот. Делумно или минимално насочување на нашата енергија кон Бог значи енергетско растројство. Изобличување на Божиот лик во нас и престој во сенката смртна. Личен однос со оној што потполно енергетски ти се дал, можеш да оствариш само ако потполно енергетски му се дадеш. И уште нешто, робот и наемникот никогаш не можат целата своја енергија да ја насочат кон Бог, затоа што работат од интерес и се штедат себе си, а последица на таквиот однос кон Бог е енергетското и душевно растројство. А децата Божи целно се посветени на Бог и Отецот со целата своја енергија без остаток и затоа ги живеат плодовите на преобразувањето. Ништо друго не ни им треба. Таквите, иако овој свет се трудат да се држат до последното место пред се во себе, ќе бидат први во Царството Небесно. Православниот духовен живот е само давање од себе, а никако барање за себе. Таквиот начин на живот ни обезбедува енергетска и душевна собраност, тоест преобразување и исцеление. Почетни совети за умносрдечната молитва. Рековме дека суштината на светото предание е заедница и молитвениот однос, личен однос со Бог Света Троица во полнотата на неговата несоздадена благодат, како и исто таквиот однос меѓу нас самите во црквата. И рековме дека нашето духовно срце е благодатен центар на тие лични средби, како и примопредавател на сите лични комуникацијски енергетски сигнали. Затоа и како што нагласи в целото суштинско предание на црквата се сведува на преданието на умносрдечна молитва, кој се нарекува и предание на внатрешно царско и ескатолошко свештенство. Штом Бог вака ги уредил работите, тогаш ние треба начинот на нашиот живот и целата наша енергија да ги подредиме и насочиме кон подвигот на умносрдечната молитва, дотолку што дури и сето она што го правиме, а формално не изгледа како молитва, да ни се смета за умносрдечна молитва. При овој благословен подвиг треба да го разликуваме благодатното отварање на срцето за умносрдечната молитва, кое се случува на вториот степен просветлување на умот, од аскетската пробивност и молитвено задржување на енергијата на нашиот ум во негова близина, која може да се достигне и на првиот степен од духовниот развој. Благодатната отвореност на срцето за умносрдечната молитва е дар Божи кој смирено во подвиг го очекуваме, додека пак пробивноста и можноста за молитвено задржување на енергијата на нашиот ум, колку што може поблиску до нашето срце, е дар Божи кој веќе го имаме.
на првиот степен при очистување на срцето од страстите. Нормално е да почнеме со она што веќе од Бог ни е дарувано и посочено како поле на кое треба да работиме. Затоа нашето главно послушание и подвиг во црквата треба да е молитвено држање на енергијата на нашиот ум во област на срцето, пред портите од светињата на светињите и смирено очекување на ветеното од Господ, кој чука ќе му се отвори, како и кој бара ќе најде. Овој дар Божи што веќе го имаме, ја покажува и нашата лична одговорност за евентуално пропуштениот подвиг и за загубеното време. Без ова послушание и подвиг, ниту еден монах не би требало да ја добие големата схима, тоест големиот ангелски образ. Додуше, без овој подвиг не требаше никој да биде ни крстен или ракоположен во свештенички чин. Зборувам за идеали, а секојдневниот живот е тоа што е. Пред да почнеме со овој подвиг, треба да се покаеме, тоест начинот на нашиот живот да го восогласиме со степенот на духовниот развој на кој се наоѓаме, како и со местото и улогата што ги имаме во црквата и општеството. Треба да се знае и следното, за да не се збуниме. Кога ќе започнеме со овој начин на молитва, ќе наидеме на темнина и на безразличност, тоест на затворена врата на срцето. Оваа состојба не треба да не обесхрабри, туку напротив, треба и понатаму да продолжиме со молитвено насочување на енергијата на нашиот ум во насока на срцето. Ако немаме опитен духовник, Бог ќе не води во овој подвиг. Ваквиот вид молитва веќе може да се нарече предвкус на умно-срдечната молитва, соодветно на степенот од духовниот развој на кој се наоѓаме, тоа е очистување на срцето од страстите. Овој вид молитва секому е достапен и секој кој сака и вложи труд може да го има. Вниманието при овој вид молитва треба да ни биде на нашиот Господ Исус Христос. Тој ни е се. И молитва, и покаяние, и срце, и плач, и се што на вистина ни недостасува или што мислиме дека ни недостасува. А ние сме при тоа во очите на самите себе небитни. Не треба да обрнува внимание ни на дишење, ни на топлина или болка на срцето, ни на каков било друг надворешен или внатрешен ефект при молитвата, ни на тоа како се чувствуваме, какви мисли, какви фантазии ни доаѓаат, на ништо што ни го влекува вниманието од него. Ваквиот начин на молитва многу ќе ни помогне и потоа кога нашето срце веќе ќе биде отворено за молитвата. Просто ќе научиме ништо да не може да ни го одземе вниманието од Христос. Ни дишење, ни состојба на срцето, ни кој бил друг ефект. Подвигот во чистата молитва во покаяние и плач за целото човештво е најбрзиот пат до Бог. Краток вовед во тајната на свештенството. Голема е тајната на свештенството и за многумина уште нејасна. Познато е дека свештеникот предстојува пред и ја возглавува црквата. Да, но во полна смисла на зборот единствено ако пред тоа ја собрал во своето срце. Кажано е Царството Небесно е внатре во нас, во вашите срца. Затоа само очистеното срце може да ги прими во себе сите без исклучок на непријателите. Само во него може да се сврши и великата тајна на соборниот живот на заемното проникнување, зашто најмногу може да се научи од светиот отец Јустин Келиски. Само во таквото срце може да потече молитвата за целиот свет исполнета во она неизглаголиво Ава Оче. Само во мистичниот олтар на отвореното срце умот може невидливо и вистински да свештено твори. Умносрдечната молитва е суштината, т.е. таа е аскетско-исихастичката димензија на светата тајна свештенство. Без оваа суштинска димензија се губи персонално сотиролошкиот карактер на свештенството како света тајна. Таа е услов за влез во вистината, во Царството Небесно и дар Божи за секој човек. Ова аскетско-исихастичка димензија на светата тајна свештенство е суштински услов за постоењето и на светата Евхаристија и на светот. Услов за дејствување на Божиот домострој на спасението во светот. Сетете се само на делото на Пресвета Богородица. Според преданието на православната црква за постоење на Евхаристијата, а со тоа и на светот, доволно е покајанието на тројца луѓе. Умносрдечната молитва, тој аскетско-исихастичката димензија на тајната на свештенството се нарекува уште и царско, есхатолошко и внатрешно свештенство. Најкорисно и најспасително во црквата е кога видливото и официјалното свештенство и внатрешното царско есхатолошко свештенство ќе се соединат во едно, во личноста на црковниот пастир. Постојат три степени во свештеничкиот чин: ѓаконски, презвитерски и епископски.
Овие степени се соодветни на трите степени од духовниот развој: чистење на срцето од страстите и демонското влијание, просветлување на умот преку умно-средечна молитва и обожение на целиот човек. Степенот на духовниот развој се одредува согласно квалитетот на молитвата. На првиот степен молитвата е усна и умна, на вториот степен е аскетска умно-средечна, а на третиот степен е благодатна или непрестајно умно-средечна. Според Максим Исповедник, овие три степени се представени како практична философија, природно созерцание и мистично богословие. Одвојувајќи се од сите созданија, светите оци на црквата се вознесуваат до боговидение и тоа видение го достигнува својот највисок степен во богословската наука или богословската мистагогија, тајноводство кое се нарекува и незаборавно духовно познание. Кај свети Исак Сирин, трите степени ги пронаоѓаме именувани како покаяние, чистота и совршенство. Во своите списи свети Дионисија Ареопагит ги опишува трите степени на духовниот живот како очистување, просветлување и совршенство. Свети Никита Ститат вели дека постојат три степени на напредувањето кон совршенството: почетна состојба на очистување, преодна состојба на просветлување, мистична состојба на совршенство. И така натаму слично како кај други свети оци. Учењето на трите степени оците го поврзуваат со свештеничките чинови. Обрнете внимание на сличната терминологија што ја користат при објаснувањето. Свети Максим Исповедник ги поврзува трите стадиуми на духовниот живот со трите степени на свештенството. Тој пишува: делото на ѓаконот го врши оној што го вежба својот ум за свештени подвизи и ги изгонува од себе страсните помисли. А делото на презвитерот оној што го просветлува својот ум во познание на создадените битија и с тоа го уништува лажно нареченото знаење. Додека пак делото на епископот го има оној што го восовршува својот ум со светиот мир на познавањето на Божуваната и Пресвета Троица. Свети Никодим Светогорец да објаснува: богоносниот Максим смета дека задача на ѓаконот е по пат на морален напор да ги очисти другите од нивните страсти и лошите помисли. Задача на презвитерот е да ги просветли другите со природно созерцание на внатрешните принципи, логоси, на се постоечко. И на крај, задача на епископот е да ги восоврши другите во светлината на внатрешните принципи и логоси на богопознанието. Свети Дионисија Ареопагит истото го вели вака: епископите, епископскиот чин, во потполност ја поседуваат мојката на просветлувањето. Нивната задача, внимавајте точно што е епископскиот идеал, не е само да просветлуваат, туку и да восовршуваат. Презвитерите се просветлени и просветлуваат, додека ѓаконите очистуваат и знаат да расудуваат. И оспособиме со силата на Твојот свет дух облечен во благодата на свештенството да застанам пред оваа Твоја света трпез и да го свештено действувам светото и пречисто тело Твој и честна крв Твоја. Во оваа молитва што свештеникот ја кажува пред големиот вход на светата литургија, не се вели облечен во одежди, туку облечен во благодата на свештенството. Како што веќе спомнавме, тоа е во суштина умносрдечната молитва, затоа што свештеникот не треба да излегува само со телото пред олтарот во храмот, туку и со умот да свештенодействува на олтарот на своето срце. Тоа е внатрешно, ескатолошко и царско свештенство, кога на благодата на светата тајна свештенство и содействува активираната благодат на светото крштение. Вториот степен од духовниот развој, просветлување на умот, е внатрешно духовно покритие на светата тајна свештенство. Како што рековме, само преку носителите на ова свештенство во црквата, а преку нив и во светот, и во неговата историја, действува единствената непрестајна литургија, односно очевиот домостори на нашето спасение преку Синот во Светиот Дух Господ. Последици од отстапувањето од светото предание. Би рекол дека онолку што христијаните се оддалечуваат од единствената божествена литургија што Богочовекот Исус Христос се уште преку внатрешното и ескатолошко свештенство ја служи во овој свети век, во Светиот Дух Господ, за спасение на човекот и на се создадено, толку светот во сите негови пројави се одвојува и оддалечува од црквата, па дури и станува нејзин непријател. Со текот на времето се оддалечувале разни форми на државно уредување, се одвоила, оддалечила науката, се одвоила културата,
Се одвоиле воспитанието и образованието, се одвоила етиката, се одвоиле разните човекови способности, вештини и така натаму. И не само што се одвоиле, туку и се оддалечили и станале наши јавни или тајни непријатели. Како православните христијани се оддалечуваат и одделуваат од таа божествена литургија од црквата. Се помалку се активните носители на новозаветното есхатолошко, односно царско свештенство, што го добиваат како дар при светата тајна крштение. Се помалку значи се оние меѓу нив што го актуализираат ова царско и Христово свештенство преку очистувањето на срцето од страстите и просветлувањето на умот. Односно се помалку се оние чиј ум, привлечен од благодата на крштението, влегува во олтарот на своето срце и тамо невидливо и нечујно учествува во единствената лично соборна Божја литургија. Со други зборови, малкумина се оние од официјалното свештенство што денес автентично го сведочат Христос во овој свет. Затоа и луѓето од овој свет на црквата гледат како една обична световна институција во која малку што од своите суштински потреби можат да задоволат. И природно организирањето на речиси сите своји потреби го прават надвор од, па и против црквата. Ова царско есхатолошко и новозаветно свештенство кое никогаш не престанува, требаше се негува во црквата и според светотечкото предание од него да се избираат свештениците од најнискиот до највисокиот ранг. Всушност, умносрдечната молитва е своевидно само ракополагање. Наместо тоа, некои на позиции во црквата се обидуваат да го копираат светот и со истите световни методи и средства да му се спротиставуваат. Например, воспитанието и образованието на свештенството го одвоија од единствената Божја литургија и наместо од неа да добиваат готови свештеници кои за црквата ќе работат бесплатно, согласно Господовата заповед, тие по урнек на световното образование, своето свештенство го школуваат во посебни школи и од него прават посебна каста со сите своји световни особености. Затоа и црковната администрација е организирана автодеструктивно, да зема и да дели меѓу себе, наместо да собира и да раздава според потребите на секого. Замислете само каков авторитет ќе имавме ако на луѓето им служевме бесплатно. Денешното свештенство, немајки го внатрешниот авторитет на царското, есхатолошко и новозаветно свештенство, автоматски почнува својот авторитет да го црпи однадвор. Со други зборови, станува копија на старозаветните црква, храм и свештенство. Во нивната изобличеност, со слични рестриктивни правила кон обичниот верник, посебно кон жената, сепак носител на царското свештенство, и со ист дух, и иако навидо му се спротиставува на овој свет, сепак користејќи ги само неговите методи и средства, какви што се централизирана власт, економска моќ, национализмот, световното образование, политичката моќ и така натаму, само ја потврдува длабоката секуларизираност. Се она што Богочовекот Христос го критикува ке старозаветното свештенство ни се случува и денес. Мора да се чува, развива и негува она што останува вечно, а мудро и за спасение на сите да се користи тоа што е времено. Вечен е дарот Божи кој од светото крштение го имаме, а тоа е царското и есхатолошко свештенство, а времени се свештеничките чинови кои преку апостолското преемство ги добиваме за мудро и спасително устројство на црквата во овој свети век. Одговор на отстапувањето. Да не должи многу, се тоа што официјалното свештенство без натрешно духовно покритие успеа низ вековите да го далечи, да го спротистави на црквата, просветлениот свештеник, носител на внатрешното царско и есхатолошко свештенство, преку своето присуство, како преку своето продуховено и проникливо слово, кој единствено може да допре до човечките срца и умови, може повторно да го доближи с пријатели. Дејствувањето на таквиот не предизвикува спротиставеност меѓу државата и црквата, меѓу науката и теологијата, меѓу психотерапијата и духовниот развој на личноста, меѓу културата и духовното творештво, меѓу воспитанието и образованието и литургијата на црквата, меѓу етиката и аскетско и сихастичкиот подвиг, меѓу ниту една човекова способност и вештина и спасението на човекот. Не произведува поделба на овдешно и тамошно, на секуларно и сакрално, туку се соединува во Христос. Неговата цел не е нешто да му угоди на Бог, туку се да соедини со Него.
Во неговите дела не се подхранува таа гревовна предизвикана спротиставеност, туку се исцелува. И не може таквиот на друг начин, тој е свештенослужител на целоста, тој е философ на исцелението, таков е секој носител на внатрешното новозаветно и есхатолошко свештенство. И да заклучиме. Севкупниот начин на нашиот живот, сватен како благодарење, принесен во светата Евхаристија, како и посебниот наш аскетско-исихастички подвиг, треба благодатно да се соединат во нашата литургиска умносрдечна молитва. Тоест, како што психосоматски застануваме пред олтарот на храмот, како официјални свештенослужители, така истовремено и нашиот ум треба да излезе пред олтарот на нашето духовно срце. Само на таков начин можеме да служиме облечени во благодата на новозаветното свештенство и светотаински и аскетско-исихастички воедно. Само да се подсетиме овде дека воопшто не е случајно тоа што Исусовата молитва е востановена истата вечер во истиот час со светата Евхаристија. Наедноставно кажано, и литургиската молитва ја кажуваме умно срдечно, се додека на крајот без крај целата заедница и личен однос не се преселат пред се во нашето срце, во несоздадената Божја светлина, Сега гледам нејасно како во огледало, а тогаш лице во лице. Сега знам нешто, а тогаш ќе знам како што сум познат. Благодарам.